Истражувањето исто така покажа дека младите не им веруваат на медиумите, па оттаму можеби и стравот зашто своите политички ставови да не ги објават на социјалните мрежи и по другите медиуми кои се достапни онлайн. Причината зашто они се плашат, предпоставам дека прво затоа што веројатно законската рамка не им ја заштитува приватноста, а исто така природата на интернетот и природата на социјалните мрежи не овозможува ефикасен начин да се сокрие идентитетот ако затоа има потреба. Тоа не значи за да се искаже политички став мора да се крие идентитетот, меѓутоа сметам дека треба да постои можност за да човек може слободно и без страв да го соопшти својот став политички, кој понекогаш може да биде и критички. Младите мислам дека се некако директно засегнати од сите работи што се случуваат во Македонија. И ние сме тука сведоци дека во Македонија прво опаѓа драстично квалитетот на информациите кои се пласираат во медиумите. Второ, исто така повеќето медиуми се контролирани и многу често младите не ги сметат за релевантни и кредибилни кога пласираат информации. И кога веќе медиумите се под некакви политички и економски влијанија, тоа значи е некаков индикатор за младите дека земјата во Македонија не постои демократска атмосфера каде што човек, поединец, може слободно да се го искаже својот став, а при тоа да нема последици он или некој близок член од фамилијата. И предпоставам, затоа што истражувањето не навлегува во такви детали, меѓутоа од другите проекти што ги спроведуваме и како резултат на сето тоа што ни се случува тука во Македонија, предпоставам дека младите многу лесно може да се манипулираат. Во ситуација каде што изворите на информации се контролирани, начинот на кој се пласираат информациите исто така е контролиран и постои многу пропаганда. Предпоставам дека младите автоматски како најголеми корисници на медиумите на интернет и на социјалните мрежи потпаѓаат на такви влијанија и не се чувствуваат слободни да си го кажат својот став. Меѓутоа, еве повторам дека предпоставам дека како резултат на ова истражување ќе треба исто така со поедини проблеми кои се идентификувани да се занимаваме малку подетално за да видиме кои се вистинските проблеми, кои се корените на овој страв да го искажат нивниот став во медиумите. Кои други проблеми детектиравте во ова истражување, бидејќи едно од тие што ги слушнав, барем колку што сега на почетокот, е дека само 20% од младите во Македонија читаат книги или воопшто печатени медиуми? Да, тоа беше неочекувано дури и за нас, иако кога го почнавме истражувањето, ние почнавме со некакви хипотези и некакви очекувања. За нас беше изненадувачки фактот дека повеќе од 20% од младите никогаш не читале, не користеле печатен медиум. Исто така дека над 20% исто не читаат редовно книги. Тоа автоматски значи дека они се информираат и се едуцираат преку интернетот. Меѓутоа, интернетот по својата природа е отворен како медиум и демократски. Тоа значи дека било кој може да објави било што. И тоа исто така представува проблем, затоа што кај младите се идентификува и незнаење во поглед на прво заштита на нивната приватност, второ незнаење како да се филтрираат точни информации, кредибилни и релевантни информации од информации кои немаат никаква ниту научна, ниту информативна вредност. И токму од тоа, поаѓајќи од овој факт, сметам дека со младите треба да се работи на начин што прво ќе се создава некој амбиент кој ќе им овозможи слободно да си го искажат својот став. Второ, да се направи таква законска рамка која специфично ќе ги таргетира младите и ќе направи содржините да бидат адаптирани за нивните потреби, но не само за нивните потреби, туку и според начинот на кој младите ја консумираат информацијата денеска.